Прво треба да се завршат регионалните болници, па потоа да се направи добра анализа каде и каков клинички центар треба да се направи во Скопје. Ова е ставот на првиот човек на Фондот за здравствено осигурување околу прашањето за изградбата на новиот клинички центар, кој според последните најави на владата треба да се гради да биде поврзан со градската болница 8 септември. Да градиме комплетно нов во моментот, без да се завршени тетово Штип, мислам дека не е пожелно. Сите што сте биле во надвор од Скопје, знаете дека има многу празни болници, згради имаме во доволни количини. Во Куманово има 2 празни згради, здравствениот дом, во Битола неколку илјади квадрати, инфективната крило е комплетно празно. Значи треба да видиме прво што ќе направиме и работиме, не само да гледаме се работи на тоа. Опозицијските партии пак се сомневаат во корупција и популизам. Од сега само велат дека локацијата е дискутабилна, но и дека државата нема нов клинички поради блокадите на ВМРО ДПМН во минатото. Прво, несоодветна е локацијата, местото кое што го најавува, затоа што таква гломазна инфраструктура на таа локација не може. Единствена и најдобра е локацијата кај Ѓорче Петров. Второ прашање е која е таа формална постапка или по кој закон, во која влада и приватни сопственици директно преговара да му отстапи земјиште. Тоа многу мириса на корупција. Од левица пак велат има потреба од нов клинички, но се сомневаат дека и овој проект ќе заврши само како празно ветување, исто како и во изминативе 3 децении. Левица во програмата има изградба на нов клинички центар во Скопје, иако на источниот влез. И поради тоа начелно поддржуваме изградба на нов, но мораме да потенцираме дека 35 години истите криминогени партии најавуваа нов клинички центар се уште не изграден. Поради нивната коруптивна матрица не се способни речиси 4 децении да изградат еден здравствен објект. Премиерот Мицковски соопшти дека планот е новиот објект со подземен премин под булеварот и Линденска да се поврзе со градската општа болница, центарот и поликлиниката Букурешт, а доколку се најде решение за парцелата, активностите за изградба очекува да започнат до година. Нов клинички центар е ветување на речиси секоја влада во изминативе 2 децении, но сите проекти пропаднаа, а поради дел од нив фирмите бараа милионски одштети од државата.